И по 4 дена откако беше објавена снимката, каде пратеникот Павле Богоевски телефонски нарачува недозволена супстанца, социјалните мрежи се уште вријат. Од скупно анализирани 1606 споменувања, на Твитер се појавил дури 943 пати, а во медиумите 418 пати, додека најмалку на Facebook 245 пати. Но во сите артикли е многу негативно коментиран. Ова го покажа сегмент анализата на истражувачкиот центар на Макфакс, која се изработуваше од периодот од 14 до 17 мај годинава. Веќе не е Павле ми пие, туку Павле ми шмрка. Павле масло од канабис се мери во кубици, се само дел од статусите на интернет, кои се инспирирани од содржината на аудио снимката. За случајот Богоевски се огласи од опозицијската ВМРО ДПМН, од каде вело дека во аудио снимката по која тврдат од партијата постои јавно сомневање дека Богоевски е корисник на наркотици, односно психотропни супстанци, и признава дека е во контакт со, како што велат од ВМРО ДПМН, криминалното подземје. Богоевски, велат, тргувал на црниот пазар на наркотици, кој е воден примарно од криминални организации кои може да представуваат голем безбедносен ризик. Павле Богоевски пак го загуби кредибилитетот и мора да престане да се крие за такси возачи или било кои други кои што ќе му се најдат на патот кон надвор од собранието. Одлуките кои што се носат во собранието морат да бидат донесени со чиста свест и целосна одговорност. Богоевски не е ништо повеќе од било кој друг граѓанин кој што бил фатен дека тргува на црниот пазар. Богоевски го наруши угледот на собранието и функцијата пратеник и го повреди етичкиот кодекс за однесување донесен во процесот наречен Жан Моне заедно со европратеници. Се огласи од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, кои побараа сите пратеници да подлежат на наркотест. 8 темена побараа собранието да овозможи доброволно тестирање за употреба на наркотични средства. Според нив, не само народните избраници, на ваков тест треба да подлежат и носителите на сите јавни функции. Сите пратеници доброволно да направат тест за злоупотреба на наркотични средства. Бараме собранието во понеделник да овозможи услови и лекарски тим кој ќе може ова да го спроведе. Воедно, предлагаме и другите политичари, актуелни и поранешни функционери, обвинители, градоначалници и советници да ни се придружат во намерата и на нашите граѓани да им дадеме добар пример во борбата против употребата на наркотични средства. Иницијативата стигна и до Собраниската архива, ама спикерот Џафери нема да ја процесуира, оти немало правна основа за тоа. Во овој момент нема никаков остов за било каква постапка. Председателот на собранието очекува дека надлежните институции ќе постапуваат ефикасно и целосно ќе го расчистат случајот. Иницијативата доаѓа по скандалот со аудио снимката, која Богоевски ја потврди како автентична, а за која се правдаше дека не нарачувал опојни дроги, туку масло од канабис. Пред 2 дена, колегите од мнозинството најавија иницијативи за легализација на марихуаната, а од УИ пак најавија и ветинг, односно контрола за секој пратеник или функционер, за контрола во користењето на наркотици.